Добар ден, драги пријатели, и добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Деспина Ковачева и денеска ќе разговараме за една моја омилена тема, а тоа се утринските тренинзи. За почеток да ви кажам, јас сум најмалце од утрински човек, значи мене треба со кафе да ме извлечкаат од кревет, ама кога се работи за тренинзите, тоа е една сосема друга насока на утро. И верувајте дека, иако звучи тешко и невозможно за оние кои што никогаш не пробале наутро да станат барем половина час порано и да одат на тренинг, без разлика дали тоа е некое пешачење, дали тренинг во сала, теретана или било која спортска активност која што на вас ви прилега, верувајте дека со станување наутро ќе ви биде многу поубав денот. Сега, нели ви реков од старт, јас не сум утрински човек, но тренингот е нешто сосема поинаку. Има одредени аспекти кои што се многу подобри и многу полесно може да манипулираме со нашето тело и со тренинзите кои што можеме да ги издржиме ако си дозволиме да станеме барем половина час наутро. Нели ние сакаме магична напивка, кој што викам јас, за да имаме подобар перформанс на тренинг, да гориме повеќе масти, да направиме поголема мускулна маса, да бидеме подобри во тренингот, да завршиме пократко и така натаму и така натаму. Што ако ви кажам дека утринскиот тренинг ви ги овозможува сите тие работи, само проблемот е станувањето наутро, нели? Значи, тоа не мора да биде 2 сати станување однапред пред работа. Вие може да си дозволите и 15-минутен тренинг само ако станете порано. За почетокот, телото ни дава нас предност од самиот старт затоа што хормоните ни се на нас многу повисоко ниво за разлика од тоа што ни се поручек. Така да со самиот зголемен број на хормони, ние полесно градиме мускулна база и многу полесно можеме да стопиме масноти. Друго, телото на нас се уште не е поспано, не е уморно, не поминало под било каков стрес, не сме нервозни, не чекаме, например, собреке и така натаму, па да не можеме да се довлечкаме до тренинг. Така да телото станува одморно и е спремно за било каква физичка активност. И исто така, мене што највеќе ми се допаѓа кај утринскиот тренинг е што ти дава еден куп можности. За почеток, тебе цела сала ти е празна, значи ги нема оние гужви во теретани, ги нема оние гужви кои што ги наоѓаме по сали. Генерално сите луѓе нели се на улица и трчаат, брзаат за да стигнат до нешто, за да направат, да исполнат повеќе обврски, па на крај доаѓаат на тренинг преморени, капнати или најчесто може да се случи, што не поминав на работа, као не мора да идам на тренинг. Тој дел од старт со утринскиот тренинг го нема. Баш кај што е најдобро, телото е многу поенергично и многу поспремно за обстанување во текот на денот ако ние завршиме со тренингот наутро. За оние кои што сакаат нешто поинтересно или помоќно од сабајле, може да го пробате Morning Primer. Тоа е еден помодерен тип на тренинг кој што се состои од 10 минути. Најчесто има од 10 до 20 вежби, зависно на колку време вие ќе си ги темпирате. Од тие 10 вежби ќе ставам 2 се супер експлозивни. Овој дел е одличен затоа што вие тука може да си го насочите делот кој што ви е слаб, односно делот на кој што вие сакате да работите. Така да ако ви се проблем нозете, стомакот или рацете, со тие 2 супер експлозивни вежби вие може целата енергија, хормони и телото што е одморено да го насочите токму таму да ги изгори најголемиот процент на масти и секако да изградиме на здрава мускулна маса со која што нели ние целиме да ја изградиме во текот на поручек, на тренинзите во поручек или навечер. Така да дечки, жртвувајте половина час од вашето утро, застанете порано, ќе видите дека со тек на навика не е толку страшна. Еве, например, јас имав навика порано да трчам, сега повторно се вратив во сала наутро, така да е нешто кое што мене најмногу ми прилега. Верувам дека генерално на луѓето многу подобро им функционира утрински тренинг, затоа што нели како ќе ни тргне утрото таков ни е цел ден, па ете ќе речам и недела. Дајте си шанса, пробајте нови ствари и чекам да ми кажете како сте прошли на утринскиот тренинг. До тогаш се гледаме во наредна епизода. Чао, чао!